Исплатата од ИПАРД ја стопиравме на мое барање, изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој негираше дека средствата се блокирани, објаснувајќи дека тие се времено стопирани со цел да се истражат сите злоупотреби кои се случувале. Мицкоски каже дека злоупотреби со ИПАРД програмата се правели предходно, зашто нагласи дека ќе има одговорност, а акцијата, како што рече, била поздравена и од Европската комисија. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено, така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Прашан дали обвинителството има индиции за други злоупотреби, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски кажа дека во овој момент не може да сподели детали. Единствено посочи дека за постоечкиот предмет претходно се водела истрага неколку месеци. Секоја предистрага е тајна. Овој предмет се водеше неколку месеци, го истражувавме, така да дадовме наредби и успеавме да се обезбедат докази и сами знаете дека имаше и неколку обвинети кои што се започна и истражна постапка. Притворот е определен за неколку обвинети, така да ќе видиме натаму што во овој момент не можеме ништо да ви кажеме и да споделуваме детали околу таа постапка. Од опозицијската СДСМ пак го обвинија премиерот дека неговата изјава е лажна, бидејќи како што велат исплатите не биле стопирани од него, туку од национален овластен службеник за авторизација, кој постапува по налог од Европската комисија. Од СДСМ бараат оставка од министерот Трипуновски, како и јавно објавување на бројот на корисници, документи и извештаи поврзани со програмата. Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРД програмата по ваков скандал ќе продолжи. За временото стопирање на исплатите од ИПАРД, вчера информираше Министерството за финансии. Оваа одлука доаѓа откако минатата недела беше уапсен, а потоа и притворен директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Илија Столев, заедно со 4 други лица. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги товари за примање подкуп и противзаконско влијание.